реализација на ученикот и негово способување за самостојна работа. На крајот од 4-та година е постигнува туку и работа на создавање и одржување услови за that will bring them competence and fulfillment. Почитуван амбасадоре Самуел Жбогар, почитуван директор на училиштето Орце Николов, почитувани наставници, драги ученици, почитувани присутни. Навистина ми представува големо задоволство да се обратам на денешниот настан за промоција на новата стратегија за образование 2018-2025 и нејзиниот акцијски план. Кога тргнавме да го заокружиме овој документ, стратегијата за образованието, имавме една голема визија пред нас, да ги утврдиме правците во образованието за поттикнување и овозможување личен развој на активни и мотивирани граѓани кои ќе можат да придонесат за развојот и напредокот на заедничкото општество. Во стратегијата ги лоциравме клучните предизвици на македонскиот образовен систем, почнувајќи од градинките, училиштата, па се до универзитетите и поставивме достижни цели за промена. Со оваа стратегија заедно донесовме и акцијски план за реализација со предвидени конкретни рокови и очекувани резултати и промени кон позитивно кои треба да се достигнат. Процесот на подготовка на стратегијата беше во целост финансиран и поддржан од Европската Унија и затоа би сакала да искажам голема благодарност за партнерството во реформите и во овој долготраен, обемен и сложен процес на правење исчекор напред кон квалитетно образование кое го обликува општеството на иднината, демократско, правично, економски развиено и инклузивно. Еден од темелите на оваа стратегија е подобрување на ефикасноста и праведноста на образовниот систем, почнувајќи од предучилишното образование. Во таа насока, како прв столб на образовниот систем, стратегијата го поставува токму предучилишното образование, свесни дека инвестирањето во оваа област ја засилува социјалната кохезија и го овозможува идното целосно развивање на потенцијалите на секое дете. Одредени делови на стратегијата се веќе реализирани, а дел се во фаза на нивна имплементација. Во делот на основното образование ставивме на јавен увид нов закон за основно образование, кој се заснова на неколку начела: мотивирани ученици и мотивирани наставници, акцент на содржината наместо на формата на образовниот процес, градење на програми за стимулирање на талентираните ученици, создавање предуслови за интегрирано образование, промовирање на програми за толеранција, враќање на воспитната функција во фокусот на образованието и слично. Во однос на средното образование, дел од мерките што се предвидуваат во оваа стратегија се оптимизирање на организацијата на работата на училиштата и организирањето на часовите, зајакнување на функционирањето на ученичките тела на ниво на училиште, основање на центар за талентирани ученици и слично. Во делот на системот на стручно образование, од септември минатата година го започнавме проектот за дуално стручно образование, чија цел е хармонизација на образованието со потребите на пазарот на трудот. Во делот на високото образование го донесовме Законот за високото образование, со кој на универзитетите им го вративме она што им припаѓа, а тоа е нивната автономија, како предуслов за развивање на слободна, критичка мисла. Создадовме и законска основа за реформирање на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, со цел создавање механизми за зајакнување на контролата на квалитетот на високото образование. Крајна цел на оваа стратегија е инвестирање во учениците, во студентите, инвестирање во млади, интегрирани поединци кои ќе бидат слободни во изразувањето на автентичноста, оригиналноста, идентитетот и креативноста.
Тоа е можно само преку развивање на една образовна заедница базирана на квалитет, креативност, слободен ум и нови идеи. Несомнено е дека човечкиот фактор е најдрагоцениот елемент во образовниот процес. Наставниците, директорите, педагозите, психолозите, а истовремено и родителите имаат исклучително важна улога во насочувањето и водењето на учениците низ процесот на учење, во негувањето на нивните интереси, во тикнувањето и стекнувањето самодоверба. Владата на Република Македонија со носењето на оваа стратегија го трасираше патот за современо, квалитетно, достапно, интегрирано образование. Затоа ве повикувам сите, наставници, родители, медиуми, граѓански активисти, представници на меѓународните организации, учениците, студентите, да бидете партнери на владата во овој процес, за оваа стратегија на образование да ги даде потребните и очекувани резултати. Благодарам.